Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните повеќе од 1,5 час и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вистината ќе ја побараме, книгата е пред мене, Велибор Џаровски Џаро, во вториот дел на интервјуто со Велибор Џаровски Џаро. Ако во првиот дел говоревме за Брано Мичуновиќ, говоревме за Миле Зечевиќ, делумно за Павле Трајанов, за Весли Кларк и така натаму, во вториот дел ќе објавиме многу пикантни работи за Киро Глигоров и за олигарсите во Република Македонија, и за средбите во Љубљана, во Словенија, за што се случувало во Македонија, како се прават одредени недозволени трговии, како се прават одредени заткулисни работи, значи некаде повеќе од 90 минути, втор дел на интервјуто со Велибор Џаровски Џаро. Велибор Џаровски Џаро, втор дел на интервјуто, книгата нели што ни давте во први дел, прочитавме и видовме Џаро, највеќи режисер титуизма, или најголем режисер на титуизма. Помнавме две имиња. Добро. Како велите најдобри полицајци во Македонија е Миле Зечевиќ и Павле Трајанов. И објаснивме нели Миле Зечевиќ и линијата со Брано Мичуновиќ, односно сивата еминенција. Така. Во Црна Гора последните 30 години, кој името го прави нели кога не германец. Да, не само тоа, него и со бизнисот го правил се. Нема човек кој не помогнал. Имаше нели на твојот колега, речимо Миломир Марич. Марич, 2-3 пута му го има спасено животот. Животот му го има спасено. Да, 100%. Брано Мичуновиќ беше помоќен од Аркан во подземјето? Големи пријатели бе. Големи пријатели. Ово се бавеше повеќе со бизнис. Брано Мичуновиќ. Да, док беше Аркан у тамо на тоа. Добро, Брано Мичуновиќ исто учествуваше во војната, нели имаше захарни дека може и Хашкиот трибунал, па и оној што беше Џон Бот, Кула и така натаму. Значи тоа се екипа која 91, 92, 93 година дојка Мило Џукanović. Сега бевме таму пред 2-3 години. Пред 2-3 години. Со Чорич у Бујла. Него Сплендид спиевме. Добро, Џаровски, зошто Павле Трајанов? Вие сте близок со Павле Трајанов. Како не? Минатата година, значи некаде пред војната во помеѓу Русија и Украина, имавме интервју со Павле Трајанов и тој ја кажува она анегдота кога Весли Кларк доаѓа на средба со него. Да, у кабинетот на Љупчо Ѓорѓиевски, на премиерот. Дека го криете тука. Не се е у реду, али го криете Желко Ренатовиќ Аркан. И дека Трајанов ви сева вас лично. Не, Павле му вика, не е тачно тоа. Љупчо му прави гримаси, му вика полека на Павле. И јас седам у ходник, Павле излага и ми вика, можеш ли да дознаеш каде е се Аркан? Беше неделка 11 и по преподне. И ја викам, само е прашање, ако се коцкал цела ноќ, да не спие уште, па да го чуе телефонот или да се јави некоја секретарка или нешто, у Српска доброволечка гарда. И јас звонам, се јавувам, шта радиш Желкони, така како го викаат, италијански збораше страшно. Желкони, а? Желкони, да. Он вика, ево, одмарам, вика, седим у југи, пием кафу, чекам едно друштво. Јеси игрao ноќес мало, јесте, кај е било посла, било е добро, така е. Ја му кажувам на Павле, викам, Аркан овој час е у хотел Југославија, пие кафа. Не пројдува 20 минути, и овој му кажува на Весли Кларк. На Весли Кларк, пред Љупчо тоа. И после Весли Кларк се враќа со еден стој исто униформисан човек, помошник, и пошто Павле не збори сјајно енглески, овој вика, проверено е све, вика службите амерички прослужија, Желко Ренатовиќ пие кафа у овакво. Хотел Југославија. У хотел Југославија, извините, вика, што непотребно, вика, прашав тоа прашање. Добро, Џаровски, вие ги поврзувате Орце Камчев и Љупчо Ѓорѓиевски. Да. Вие сте многу беа блиски во тој период 98 Да, Иако Љупчо Ѓорѓиевски вели со Илија Камчев бил, меѓутоа беше близината и со Орце Камчев беше. Како не беше на свадба, највесел Љупчо беше на свадбата у музеот. Во музеот на современа уметност. Да. Кога пее Харис Хариџиновиќ, све, да. Вие организирате таа свадба. Да, требаше и Чорич да пее, али Чорич беше на Скандинавија, затоа не дојде. Значи свадбата на Орце Камчев и Олга Костовска, керката на Трифон Костовска. Не, ние правихме сценарио со Рака Марич. Со Рака Марич. И ја викам, овде не треба забавен пејач. Овде треба народен за бум. Викам,
od tvoje raje, od tije Sarajevčanice, ko je najbolji, vikam ja, ili je Halid, za Štimung. da, ili je Halid Bešić, ili je Šaban Šaulić, ili je, vikam, ili je Haridžinović. I Raka vika, Halid je najbolje jer izma turneju vika po Austriji, ali kod Harisa ima nešto drugo, ima mladu ženu koja je veoma ljubomorna, pa nema dete da hoće sa ženom. I nije dogovara me, tuka strašna svadba. Prvo se digne na novini zašto u muzej svadba, ona beše, navisnina prekrasna svadba. Да, јас присуствував на таа прва свадба, беше наистина грандиозна свадба. И второто помирење, Кое е второ помирење? помирење измеѓу Овда и Орце, беше у веранда. Вие го Кај правите? компирот. Па ние сите заедно. Бевме Данило Цинцар, само ја, Страше Кокороманов на кого Орце Камчев му беше кум, Страше Кокороманов е шеф на Деве Баир, а иначе сега е шеф на Тамановце, царината. Данило Цинцар е зет на Зет на Шутурков. Данчо Шутурков. Да, зет, да. Значи таа екипа Да. И учествува в ги водевме и овие помирување. и Дуле и Коки, кои не свиреа у Порто Карас таму. Они влага од море свиреа, а Орце Јога слуша, ја бе задужен за казино и хотелот да не биде платен, а Петар Наумовски беше задужен да иде преку ред визи да не взима у тие баракчињата и грчките цариници му вика Наумовски, Панатенаикос, Олимпијакос, што барадеме кој се спил се. И така преку ред ваде. Пеце Наумовски му беше кум на Орце Камчев, така? Не, Орце кога прашуваше, не знам кого да вземам за кум, ја викам мораш да земеш Марка. И го зема тогаш, стана кумови, Со Пеце Наумовски. Да. Джаровски, вие го менувате Зора Темелковски. Тоа е период. Не, ја учествувам у оваквото, у мене, види што е. Значи, вака за гледачите да објасниме. Значи, тогаш во СДСМ постојат две структури. Така. Едната структура е Бранко Царенковски, Добро. втората структура е Тито Петковски. Да. Камчев секогаш беше близок до структурата на Тито Петковски. Зоре Темелковски, Да. Ино Спектар и така натаму, татко нели на градоначалникот до предходна Да, година да. на општина Кисела вода, е дел на структурата на Тито Петковски. Така. Орце Камчев 96-97 година го менува на чело на Кошаркашката федерација и то брутално го менува на чело на Кошаркашката федерација. Не, да ти објаснам. Зора Темелковски. Орце Камчев вака вика. Сакам да направам кошаркашки клуб. Иначе за луѓето кои не знаат сега, да знаат дека главниот човек кој МТТ кошаркашкиот клуб кој е првак на Македонија овој час и игра во Аба Лига, пак број еден човек е Орце Камчев. Парите ги дава Орце Камчев. Он е прв човек. Што дава, што зима, како, важно он е прв. И денес. И денеска, тој се прекчерата играше Да, игра преди утакмица и тепа. со работнички, така. Да, Ја победија и Олимпија, нели? све победија. Така е. И сега, Орце мене ми вика, кај да направам клуб, ја викам, број еден, мораш сите најдобри играчи да ги земеш кај тебе. Јовановски, браќата Боцевски, Тоше Гечевски мислам дека беше. Гечевски, да. Оно мало плеймейкерче од Кавадраци. Да. Роден со 81 годиште. Така. Значи тој ги носи Сите играчи. Златко Илиевски, со него имавме најголема мука, ама ја му се дивам. Ова што викаше Леле што направи, што направи. сваниме. Он вика, Чичко Джаро вика, моите овако се, патиште други, сакам да пробам во Америка. Ако бива, ако не бива, не. После отиде и у Европа играше, све у реду. Тој беше Владе Дивац го купи него за Партизан играше, нели? Да. 10 годишен договор потпишано, не се снајде, нели? Не се снајде. Го раскина договорот. Па беше јак партизан. Тоа беше Во ја секој случај, и ја му викам на Орце, по мене, најдобро е, у Скопје не се закача, ги има МЗТ и работнички, кои се конкуренција, секако ќе бидат појаки, од нив треба играчи само да земеш, дали на кварно, дали на добри хонорари, не знам, ќе измислиме. Кај ви стих ти најдобро? За мене е најдобро број 1 Куманово, викаме. Има најболја сала во Македонија,
bolnice po košarka, ima tradicija, od tamo je Lale, sudijata ovaj, Lalecki, koji je jugoslovenski sudija internacionalni, već ima tradicije Kumanovo. Međutim, pošto Kamčevi se od Kavadac i okolinata, on se pak odlučio timo da ga napravi orka u Kavadac. Tamo je salata vo Tamo je sa Jasmin, da. Da. Ja vikam, sve je to u redu orce, ama Nema tradicija. Nema tradicija, nema vikam, tradicija. on ima samo fudbalska tradicija. И тоа ж вие решавате да го рушите Зоре Темелковски. Ne, Ratka vika Ратка мајката, majkata. кој ги праќа Гуштеров, Трифон Костовски, како представници на Технометал Вардар во Европа, нели? Da. Мислам дека е керка на Видо Подгорец, или ако не се, на Васил Куновски, пардон. Na kuno. Еден од познатите писатели. I Ratka vika, ova работа vika može samo da ni smeta u работата vika na orka, zato što treba se ruši čovjek koji je od vlasta, Zore Temelkovski. Ili je vika mora, ako rešio da pravi klub, neka ga napravi. I se Ratka mene mi vika, idemo tamo na kafa sa Letiću kompanija, vika koliko košta klub, a Ratka zavišio da apetitite, sakali u Evropa ide, sakali prvak, sakali mladi igrači je pravi, sakali škola. U lošo vreme je pravi. Zašto? To u lošo vreme je pravi, kuća nije se tina trebala u Nerezi da je pravima. Kućata ne je gotova, a on troškovi pravi su ova kampanja se za ova. За кошарка, за смена. За кошарка. Мора се дава пари на делегации, опрема, све ова, она. Пуч му направихте вие на Зоре Темелковски? Голем пуч. Колку пари чини еден пуч, да речеме Джаровски? Тоа беше многу силен пуч. Да, беше зависи силен. од човек. Беше Али беше, никој не верува дека ќе И сите успее. телевизија беше вклучена, и медиуми, значи Све. Кај ви беше штабот, во Галија? Не. Тамо Таму идевме на вечери. на вечери во Галија. Иначе штабот беше у Варшавска улица, кај Ѓорги Димитров, кај што беше орка. Тоа е, значи, за публиката, тоа е кај што беше поранешниот марксистички центар. Мито Хаджи Василев, Јасмин, или тука беше стара орка. Да. Тамо мислам дека Азманов сега ја има она голема Не знам кој имаше. Да. И еден ден ја идам таму, нешто секретарките ми куцаа, ми копираа, што ја знам некој уговор да прават, и гледам од една соба излагаат Илија покојни, Илија Камчев. Камчев, татко му, Тито Петковски, Ѓорги Спасов и Емилија Симовски. Ѓорги Спасов и Тито Петковски кумови беа. Така. А Емилија- Излагаат од една канцеларија. Емилија Симовски е керка на Томислав Симовски, министерот за внатрешни работи, кој на несреќен Да не сеќам. начин си го заврши живот во комунизмот. Така е. И се они излагаат, Джаро, како е добро е све. И мене, Ратка и Орце ми викаат, остане малко тука. Што е работата? Вика ти, го знаеш ли, овој Благоевгон народ. Тој што има бензинска пумпа одма до Систина. Од Да. оваа страна, да. Да. Како не го знам, вика сме се кон 40 години и кончи сме у Ѓорче, вика. Да, Систина е бензинска пумпа Ете, и така. доаѓа ова што е на реплек. Ете, така. Хубаво реплек тука доле со паркингот. Така. Што е работата? Не ни дава, вика, да сечеме пуна линија, А да може да вртат. да може да вртат, така. Пред тоа 2 недели, само да ти дам увод, мене ми вика Рамче, секретарот на Слове Југомагнат, кој ни беше десна рука, човекот бистар, и на мене и на Рафет, вика, рече председателот, да дојдеш у 4:30 ќе дојдат важни луѓе. И ја у 4:30 саат идам у канцеларија у Слове и гледам важните луѓе, Абдулменав Беџети и Абдулменав Весели. Абдуляди Весели. Абдуляди Весели. Он председател на Шкендија, а ово е министер за градежништво. Ова е за транспорт и врски.
Абдуляди Весели тогаш може да не беше... Бизнесмен немаше други тогаш, беа само ПДП. ПДП беше и ДПА. И ДПА. И беше важно превласт кој ќе држи Шкендија, дали ПДП или ДПА. Тогаш беше, нели, и градоначалник на Тетово, Се беше. конфликти, гости во во кампањата. дели со бизнисот и со братмо и со све. 4 играчи беа клучни, нели, во ПДП. Тогаш беше Абдулади Весели, Да. беше Исмет Рамадани, Исмет Рамадани, да. Абдуменов Беджети, Абдулменов Беджети интелектуалец, говорим. министар за транспорт и врски. Да, и сега они доаѓаат и Рафет вика, Джаро вика, имаме важен састанок. И ја викам, што треба? Вика, играме следната недела, вика, у Тетово, со Шкендија, да играме нерешено, да ни дајате bod. Бара Шкендија. Шкендија бара. Преко Беджети и преко Абдулади Весели, bod да играме нерешено, ние сме Слога, кој е апсолутни шампион, 7-8 бога, 9 бода бегаме, нема шанса не стигне А никој. им треба Нив им треба превласт у Тетово кој ја има Шкендија, значи е... Победува. Ете така. И ја викам, како нерешено веќе ви дајаме сите 3 бода. Како веќе ни дајате 3 бода? Па не може нас да не стигне никој, а вас еден кузнија дали ќе ви врши работа. И ние идеме и викаме на играчите, пимплете, цел стадион вика, леле, ова пимпле е нерешено, ја го викам на еден магуб тетовски. Викам, не бе, гледаш дека е Слога ослабена, викам ја. Има казнети играчи, млади играат овдека, ќе изгуби Слога, викам ја, види. Едва идат на терен, викам, и Бегановиќ, и Шабани, и Мемеди, и сите. Ќе тепа Шкендија, викам, Слога ослабена, не. Ја имав у себе 300 марки, а он тука у друштвото своје тетовско, сите го знаат. Викам, еве, ја оставам 300 марки, ти остај 200, дека ќе тепаш Шкендија. Ја на главниот играч наш, дојдов до жица, само му реков 80 минута, пенал за Шкендија, 1-0, ја ги земав парите, они земаа 3 бода, што беше најважно, веселје правевме после оној мотелот, што доаѓа, како се вика, на 20 км од Тетово према Скопје, од лева страна. Бунар Петров, како се вика. Така? Така. Љубе Бошковски, кај што му беше штабот пред да трга од Тетово. Беше и овие специјални единици, така? Така, управо така. Тој беше пријател на Владо Бучковски. Одличен. Ако не се лажам, беше Да. пријател на Владо Бучковски. Ето кога сме кај Владо Вучковски, сега ќе ти кажам. Ки ми кажете за Владо Бучковски, ајде да довршиме приказната со Абдулменов Беджети. Аха, и? И вие се треба да му средите на систина да може да вртат лево. Да, ама тоа не зависи само од градинично, зависи и од полиција. Полиција дава дозвола и заедно со ова. Абдулменов Беджети ви даде како министер за транспорт и врски согласност да го направите Не, он ги вика своите подсекретари или помошници. И ми збори албански, и ја пошто малку знам тоа што треба да знам, Рафет ми преведува. И вика, ова е работа која мора и МВР да ја одобри, тешка е, али вика, пошто вие без бод, 3 бода ни дававме, ние бараме ова бод, нека се заврши работата. И се завршава работата, у систина може да се влага. Вие му помагате на Камчев. Па како не цел живот, па како они Цифон ми организираат операцијата кај Угриновски. Угриновски е кога ме оперисаат мене на скијање, не на скијање, Планинарење. на планинарење у Дебар, на кораб. Тога се собира безмалку ова цела елита која има врски и со политика и со подземје. Се, Тамо сите ви- уходник се. Тамо и Камбовски бе. И Павле. И Павле Тренов. Да, и Петрит, и Зија, И Петри Таме. и Орце Камчев, и Рака Марич, и Данило Цимцар, Хаджибулич, не знам кој не беше уште. Нинджа, компанија, сите. Джаровски тешка операција таа. Најтешка. Најтешка еден ден. Колку и овде- 7 сати трае Да ти објаснам зашто. Затоа што мене кога ме носат овакво, во операциона сала. не ме носат, него ме носат, знаеш, чим викаш ти брза помош, чим викаш брза помош, они прво те возат на кардиологија. У тој момент дежурни се Зинго Зетот Марен Димитровски на кардиологија и Лазаров.
Лазар Лазаров. И викаат, ова не е за нас. И прават ЕЕГ или не знам како се вика, компјутер. Томографија ви прават. Така е. Вика, ова е, вика, за неврохирургија. Се јавлjaат кај Јовица, не се јавља човекот, никако. Тој е на планинарење, на кораб. На кораб се, на планинарење. У меѓувреме Дневник објавува тоа дека ја доживувам ова. Мозочен удар. Така е. Го пренесуват и српските новини. Чорич просто ја нормално, што треба, нема проблем, вика. Брегович вика, ја покријам се, вика, овако, Сите трошоци. се трошкове околу рехабилитација, само да е 150 км дале од казина, било кога, у Европи. А жена ми му вика, какви, он е у колицима, вика, не може да стои, па ја одигра казино. Прохода ќе он кад види рулетика. Се јавува Илија Камчев кај Чирков Професор во Софија. у Софија и во таму му одговараат, не знаеме дали ќе издржи патот. Сега се јавува Чоби покојни, тогаш не и кој е внук на Антуновиќ, кој заедно се овите во оперица Киро Григоров. И Антуновиќ вика, зашто мене зовете кад имате тамо Угриновско? И се мене ми кажа од тоа. Јовица после тоа го сеќавам ја и викам, професоре, како беше? Потешка операција не сум имал, вика. Ја јако дојдов, кој ми се јавија Трифун Јорце, вика, и која се работи за тебе, ја прекинав се, вика, дојдов, и реков, ти у амбуланта беше, вика, у кревет, спремајте операциона сала. Од операциона сала до амбуланта ти доживуваш уште едно крварење. Чи второ. Второ, и ја и Дамјановски и Панговски се погледавме, и викаме, ова не може решил на Господа, и затоа, вика, операцијата уместо 2,5 сата, тражеше 7 сата. А овие Петри Дзија, компанија, му викаат, шмркни една линија, вика, да ти се не тресу руке, протоста. За концентрација. За концентрација. Земи, вика, мало, вика, една линија. Добро, Джоровски, со Петри Таме си близок. Најблизок. Нели тоа е аферата 27 кила кокаин Да. исчезнато од депото на Министерство за внатрешни работи? Да. Петри Таме ви е обезбедување на дискотеки? Заедно со Маријан Марковски, со Диме, со сите нивни другари, тоа друштво. Има приказна за конфликт помеѓу Томо Аврамски и Петри Таме. Има. Кај што до пиштоли, до пукање, Не, они имаат инцидент свој у Париз. Уште од Париз, Томо Од Аврамски. Париз, Томо Аврамски и Петри Таме имаат. И Петри Таме вика, ќе му цепам глава. Он знаеше, ама со падежите беше у Кавга со падежите. Ќе му цепам глава. Кавга ќе му цепат глава, ово ми е пријател, вика ми из Белграда. Петрит ќе му цепа глава на Томо Аврамски. Како ќе му цепат глава, ни ово мачи каша, вика ме, не е заебавањето. Šta treba, rekao? A on se работеше Петрица Аркан, алкохол некој. Имаше 5 луѓе од Призрен и сакаше казино тамо да отвори, работеа. И еднаш Аркан људ ми вика, каже Шиптеру да не прича пуно, jer sve mu je isplaćeno do dinara, vika, ne treba nama ni meni ni njemu reklama. Radit ćemo još malo, inače naljuti ćemo se. I to incident го смиреше. To znači, ти бевме нели со Томо Аврамски, ја и ти пред 10 дена на ручек. И му реков. И тој рече... Има и фотографија. Има и фотографија, кај што сме сликани, ќе објавиме таа фотографија. И овој, Томо нели рече, да не беше овој коцкар за мене, јас ја ќе бе или у Идризово, или у Буталвик. Да, така рече. Или ќе го убиеше. Или ќе го убиеше, или ќе ми убиеше мене. Ќе убиеше Петри Таме, така беше. И ја ги смирив тоа. Томо Аврамски, Петри Таме. Петри Таме ги смирив. И не доаѓа више ту. Мислам, не доаѓаше Томо. Томо не беше коцкар. Томо дојде да се види со некои луѓе. Томо Аврамски има 25% во Хотел Југославија казиното, нели? На Аркан. На Аркан, но тамо бил малцински акционер и Томо Аврамски. Ти коцкаш тамо кај Аркан, нели? Не, мене ми даваш жетони бесплатни кај Аркан, само да носам играчи. Така? Да, нема везе. Како овие манекенки нешто носат муштери, така да ти им носиш играчи тамо. Така. Коцкаш тамо постојано. Што ако коцкам и излагам добитак, стално. 14.000 марки ти дава Аркан.
Pred Tomo Avramski. Pred Tomo Avramski. Ne, ja ovakav mu vikam. Sedime na terasa ka njegov doma, Ljudice Bogdana. Ona kuća što je na ceca сега. Da, Така? da. Ne, to ne беше толкава kućata. To беше помала. Pomalo. I ja vikam, jer imaš lovu? Imam, vikam. Аркан. Da. Za šta ti treba? Treba mi za futbol, vikam ja to. Mi je Arkan, zapravo imamo vrstki samo hazard i futbolski vrstki, su obili. Nikakvi drugi vrstki. Nemate biznisa? Kriminalni ne, ni biznis. Имате со Дорис Драгоvić? Ne zboram je to, a ti go reći, ja ne demantiram ništa. Ај са вака. Прво ќе го објасниме со Дорис Драгоvić, после ќе се вратиме на ова што е коцката во казино Југославија. Da. Крајот на 80-тите години, Da, 85-та. 85-та ли е тоа? Peta. Дорис Драгоvić и Нед Украден се главни кандидати да ја представат 86-та, извини. 86-та година, да ја представат Југославија на Песна за Евровизија. Евровизија. Da. За Дорис Драгоvić стои Желјко Разнатоvić Чаркан. Ne, ja stojam za Doris. По-добро стои Желјко Разнатоvić Чаркан. I сега ja da ti kažem kako. А зад Нед Украден стои Дилингер. Raka Dillinger. Dillinger. To je- Raka Stanišić. Тој е сушност пукачот на Аркан. Pukač od Arkan, jedan od najdobrih prijatelji. Raka Dillinger го вика. Значи, двата пријатели стојат за двете пејачки. Da. И вие треба да наместите... Ne treba, i сега Ајде кажи. ja go vikam, jedan Albanec preki, Prenorac Humadina, koji je mnogo blizok što direktorot na televizija Priština, Agim Zatriči. I važno je da odlučat Skopje i Priština da da po 12 poena. На кого ќе дадат 12 поена? To je najvažno. Ние ве знаеме Хрватите дека нема на Срби, Срби нема на Хрвати. Словенци. Словенците не можеш да знаеш колку е сад. Босанците исто така не се знае. И треба да се гласа Скопје и Приштина, тоа Скопје одлучува. и Причина одлучуваат. И јас седам таму и доаѓа покојни Рака Ѓокиć, менаџерот на Брена. И вика дали е доволно 35.000 марака да Лепа Брена победи, добие по 12 поена од Приштина и од Скопје. Чека, викам ја да звонам, немаше ни овако. Ни мобилни, ни ништо. Ни мобилни, ни пејджери, ништо. Морам ја на Чесар, покојни му се јавив, Чесар беше шеф. Вика, не можам сам да одлучам, јави се uz 1 sat. U međuvreme dođa Raka Marić. Moj prijatelj. Ovo je Raka Đokić. Ovo je Đokić, ovo je Raka Marić i mi vika da li je dovoljno 40.000 maraka. 40.000 marki. Da, 5 je više. Da li je dovoljno, vika, za da ne da ukraden dobije po 12 poena, Šaj Rode Šaj, pesmata od Prištine od Skopje. Ja go navađam, moj prijatelj, gazdana televizija Bela Mi od Niš, koja je mnogo dobar što Agim Zatriči od Prištine, vikam taka i taka, da vidimo. U toj moment dođe jedno visoko momče koje ja go znam, dođe i po Gazine i po Metropol, on je šaner. Šaner, znaš što je? Krade roba na ovako i nas mi prodava za žetoni, jer ti koji igraš sa žetoni nemaš osjećaj na vrednost. Ti kupuješ i odela, i mantili, i bundi, i kondori, sve što ti sebe, jer ti plastika misliš kada daš, a to je nadvor pari. Како биткоин. Така е. Нешто. И човекот ми вика, зове те Кит. Аркан тогаш Кит го вика. Значи, Кит го вика тогаш Аркан. Да. Кит се зове. И он ми вика мене, sve znam, vidim, rekli su mi ko je bio, šta je bio, ja pokrijem sve, Doris pobeđuje. Ja sve pokrijem. Што значи? On plaća. Колку плаќа? Он ги плаќа сите. Čekaj, ne, nije se, kad je on u soba, i on broji što franci, što marki, što guldeni, što je dolari, ne je važno. Važno poiše od ponuda tajina Brena i od 20 tarakos. Значи, и од Брена и од Недука. Da. И победа од Дорис Драгоvić. Pobedila Doris želja moja, tuga moja. Вие добивате 12 поени од Скопје и од Da, a ne da i Brena dobivaат по 0 poeni. по 0 поени. I сега mene Doris mi vika, mene ne interesira kakva ti imaš odnose sa Željkom,
Kakve ja imam obaveza prema tebi? Doris mi vika mene. Ja vikam, ti imaš obaveze da uradiš 9 dana, 10 u Makedoniji po 2 koncerta, platit ćemo orkestar i male dnevnice, rekao, a ti ćeš besplatno da pevaš. Pevaću kako ne, vika. Ja vikam, da ima i 12 gradova, nema 12 gradova i to. Đero, znači, Doris ti ja praćaš na Eurovizija. Ja, pa Doris, ja izmislujem Doris. A Arkan i Doris je vo ljubavna vrsta. Ne, ljubavna vrska, oni se družat. Što ima među sebe, ja ne praćam to. Dobro, ama bliskijeve, da rečemo. Da. Posle ta se maže za oni Vaterpolisti, Budimir, da, ušte u brak. Ušte se u brak Kako ne? Prezadno 10 godini, ja dođem doma i vika, tražila se Doris, vika, 3-4 puta, puno je pohvalila Milicu za čerkami, postala dobra novinarka estradna, a na muža sam ti ljuta, na mene je ljuta. Zašto? Zato što joj nisi čestitao dite. Da imam djeteta, ne sam čestitao. Na Doris Dragović. Da, ja joj vikam, Violeta, na žena mi. Nije problem što ja nisam čestitao dite. Prvo sam joj čestitao, rekao, broj 1, to ne zaboravljam, broj 2, hrvatski tisak je svašta pisao o njoj i o Arkanu i vjerovatno je saznao muž, pa je ko zna šta uradio i rekao ko bi mogao da upozna njih sem Đerovski. Za to. Međutim, Doris posle dojde tu kad peješe s Oliver i dođe, me grli, mene vika i ja i vikam, pa posle 4 dana trebaš koncert u Beograd ima. I ja vikam, nemoj da se glupiraš, da odeš na groblje, vikam, saznaće novinari sve, ode ti karijera od djavola, da odeš na groblje. Ne ide suzi potekova, nažalost, našeg prijatelja nema više. Imate tamo na stikče snimke, fotografiji, videa so Željko Raznatović Arkan. Imam, da. Ke vidime, ke objavime nešto. Če ti objasnam što je работа. Što imate na stikče do tamo? Pa ima stikče Arkan zbori za mene, refrenot od himnata što je peja za mene i zbori Čorić mi ljubi ruka, сега ubitova pred mjesec dana, me vika na bina i ovo i Bora Čorba zbori, a sliki ima tu kad so Beckenbauer. Đero ги направи сите луѓе. I ovo, ne. Пари направија. Pa neka napravija. I ovoj Joao Avelanche koji беше 3 mandata. Бразилецот. Пред се Блатер што 3 беше mandata, eto tako. начело на FIFA. Da. Ке видиме, ке снимиме, ке го објавиме тоа. Da, gledate da ne se objave, to se zvijezdi. Ďerovски, коцкате во казино на Хотел Југославија. Тоа беше големо, значи Интерконтинентал и Хотел Југославија, нели? И Метропол. И Метропол, а вамо нели Црногорците беа они во центарот. Da, Vuk i kompanija. Да, тие беа во центарот, нели? После Кнежевиќ окупи тој центар, таму и русите доаѓа, карши руски цари, така натаму. Upravo tako, da, Knez Mihajlova. Кнез Михајлов и така натаму. Ace Bulić posle uzema na Juse Bulić. Болиш? Да, синот. Da. Коцкате заедно со Радован Караджич. Радован Караджич коцка на 2 места, коцка во Хотел Југославија и коцка во Краун Плаза, односно поранешен Интерконтинентал. Да, сега е Тоа е до Краун Генес, Плаза. тоа е до Генес апартманите. Odmah do Gene, da. На Мишко, сега на Između Мишко. Sava centar сега Miško Popović. Да, нели на Мишковиќ. Ja Tajkunom. vikam, ovaj den nema da sedam u Metropol, pošto u Metropol spije toš, imam soba do soba sa Musemić. Musemić igraše Со za... Хустер Мусемиć. Husret Musemić igraše za Zvezda. Тренер на Сараево е сега нешто или нешто Da. слично. Pa beše i u Tuzla beše trener. Trebaš i selektor da vide. I nije, dođa me, stanu na recepcije, ima me voucher nije, ne ljudi. Метропол, Metropolis drugi centar, ali... да. Доле сега грците што ги имаат земено. Eto tako, se je srušeno to, Grci se ga napravili velepen hotel. Da. Imaće najbolji objekt. I sve nije dođeme na recepcije, dole ima bar, gore ima kazino. А сега мислам дека е десно сега Моцарт казино ги има така. во Белград. Сега веќе Така. кој ќе влезеш од десна страна. I сега, ja vikam, Boban se vikaše šefot na recepcije, jer ima nekakva poruka,
mene mi dava 3-4 poruke mi dava, ko je me barao, što me barao, zašto, kako. A Muso vikat me, šta ima za mene? I on vika standardno. Standardno je, on ima ženska u Sarajevo koja se vika Snježana, ne Snežana, nego Snježana, koja je strašno ljubomorna i go provjerila da li je bil u bar, da li je bil, ide sa Žarovskim po diskotekama, samo po koncertima, ono, ideš na Tašmajdan, ideš svugde, vika, u Dugu ideš, čitam novine, sve, i Muso vikam, šta je ovo? Vika, užasno je ljubomorna, hoćeš da je ženiš? Pa trebalo bi, ako ne iskresne nešto, trebalo bi da se uzmemo. I Vahidin Musemić, čita zna, cijela zvezda. I brat mu znači? Nemo je brat, Čičko mu je. Čičko mu je, tako je? Da. I ja vikam, sredit ću ja, kako ćeš da sredit ću ja, pa ne može to, ti treba futbaler da budeš, ne da sad ti jebe mater karijeru, u Zvezdu si došao, igraš sa Pižonom, sa Repčićem, sa Savićem, Duletom, sa ovima, treba da budeš igrač, vikam ja, da se zajebaš. I ja vidim što pravim. Ja pravim u najpoznatata diskoteka u Jugoslavije togaš, kako se vika, gore na Petrov Varadin, Točak, diskoteka. Bio se najljepši fudbaler Jugoslavije. U Žiligi tam Žijana Tica, najbolja manekenka, Baby Doll, učezna voditeljka od Novi Sad, učezna glumica, važno, jednoglasnom odlukom Žilija, najlepši fudbaler proglasili su da je Musemić. U Sredenica ona dovaja sa 3 kufera u ovako. Po Belgrad. Da, zato si ti ovdje vika najljepši fudbaler. Nema veze nije, samo ne izgleda s budarima. Znači završio rabota tamo? Završio, tuka završio, puka to. Dobro, Đarovski su Arkan, kakvi vi se odnosite? Fenomenalno. Fenomenalni, ja? Nemam problem, evo kad ti kažem jednaš što se desi. I kažete li kako kockarte su Radovan Karadžić? Imate li kockano? Imam, kako ne. Za vremena vojnata u Bosni i Hercegovini? Ja sedam od Metropol i doja jedan sarajevski mangup, Điđi Vukadin se vika, Vukadin je prezime. Điđi, tije mangupite sarajevski, kockari i sve. Tije doagjat ke vas koji imate kazino u Skopje, koji imate javna kuća? Tuka i Beja. Tuka Beja za vremena? Da. I ide me, vika, gdje ideš večeras da igraš? Vikam, neću večeras u Metropol, jer do Metropol beši na Arkan noćni klub Amadeus, koji drža zajedno su ušte dvojica ljudi. To beše do Metropol 30 metara i tu kad je beše sve, Amadera 100 metara od to. Тука е правниот факултет. Правен факултет, да. Од десна страна, односно од лева страна се овие Бора Јовиć живеа. Се. Тамо ги имам снимано, нели? Докторот на Тито Лаличич, мислам дека се. И тоа се деша се. Викам, идем у Интерконти, дојќу ја с тобом. Седиме ние тамо и мене Момо Пазман, кој е шеф на рецепција. Момо Пазман? Да, кошаркар. Нели беше кошаркар, да. И голем менеджер после тоа. После стана менеджер. Да. И вика, будите мирни, немојте галама да буде вечерас. После 20 минута мукла тишина гледаме. И рака Марица нас. Доаѓаат прво тројца, четворица, така жестоки момци, по фаца се гледа дека, вика, и му викаат на рака, реци njemu мој не стани. То значи на шатровачки, немој ништа, сејаѓаме. Тебе да ти кажат. Мене да ми каже, рака мој не стани, немој ништо белје да прави се. Тука пошто идемо со шефом. Кога гледам ја, после нив иде Караđić. Коцка. Не, викам, како е професор, ево дошол сам мало да се опустим. А тамо на шанкот седат некои босански бизнисмени, она, а некои од рецепција стално му носат
daljinski telefon i on samo vika. Kažite generalu, kažite Mladiću, napravite sve, treba nekoj šifri, vojnik, što ja znam. I rekao, profesore, rekao, malo opuštena, Đara, gori država. Pa gori država, rekao, a vi se kockad, ne kockav se, nego malo da zaboravim na to miniranje i na svašta. U toj moment mene mi teknulo deka na 500 metara od tuka, 1 kilometar, glavni ženski se sabiravat kaj hotel Jugoslavija tuka. I ja praćam jedno momče, mi nosi 2 ženske. Vikam, profesor, hoćete malo da se odmorite, da se opuštite. Đara, vidiš kakvo obezbeđenje, svi nas ide, neka ide u tu sobu. I ona ide tamo, on ide, posle 1 sat se vraća, se opustili, a ja gledam šansa, žetoni se okruži i samo ovako mu pravim kako ide i mu kradam žetoni. Ovi bosanci te vikati, moj ne Đara, nemoj Đaro, nemoj. A mene mi je šansa, koga će mu kradeš ti žetoni, ako ne, on pametno tu sve, kako se bombardira Sarajevo i položaj, a on će misli na ovako. Dobro, Đarovski, za koliko ги ангажирате тия женски, нели? Манекенки шо ви... Не, ja manekenke gi vikam tako, inače to sve, ja gi vikam prva i druga kategorija. Овие се прва категорија. Колку чини една прва категорија, нели? Има многу, имаш... За цела ноќ или за... Па како Како? Како им ги местите на политичарите, на многу политичари им местите. Нека, па затоа ме толерира, може што сакам да правам у Југославија. Вие кажувате сте биле во вила Црна Гора, во вила Македонија, во вила Босна. Како не, тоа се куќи наши. Тоа се наши куќи, нели? Тоа се секоја република си има своја куќа. Си имаше своја вила на дедиња. Од нашите, нашата куќа македонска и штекерите ги извадија. Ги извадија? Да. Тамо им ги носите, тамо им местите манекенки прва категорија. Не, обично седевме у босанска куќа, таму им правеа добар bosanski lonac, uboj sarmički, pohvala na Karađorđeva. I tamo, znači? I tamo, posle toga, oni se odlučuju kajki je što. Đarovski. Između 300 i 500 maraka. Među 300 i 500 maraka. To je za devojkite, a za mene je povlastici. Nemojte da reagirate i tako. Znači ti imaš zelena karta da praviš to što možeš da го правиш, никој да не тече. Ама тоа не е криминал. У меѓувреме доаѓа... Ја не велам дека е криминал. Доаѓа ZDF телевизија, твои колеги, Германска. Германска телевизија и ми интервју да прават, колко треба, и ја викам 300 марака. Без никаков проведен, еден србин снеѓу што беше од некоја телевизија Белградска, ми даде 300 марки. Зашто сакате да причате за све? Прво питање, знаеш кое беше? Mi se čudimo kako ste živi i kako ste na slobodi. I kako ste prevodila. I kako ste. I ja odgovaram, vikam, to što sam živ, to je volja Boga i profesora koji me je operisao za ugrinovski mislim, a to što sam na slobodi, to je simpatični kriminal, rekao, šta je nameštanje utakmica, festivala, izbora za mis, lepotice, to je simpatičan kriminal. Đarovski, Kambodski je ministar za pravda, pravosudstvo. Uvijek ti kažem jedna anegdota. Ajde. Kambodski je... Тој ли го ослободува Жилко Разнатојчаркан од затвор во Хрватска? Не го ослободува, него го уменјаат. Го трампат, го разменуваат? Го трампат. Ние сите имаме соби у Хајат. Сите имате соби во Хајат? Да, и ја, и Анđelo, кој е позната фаца у Белград, и десница адвокатот мој, и Владо Камбу, еден, ние го викавме српски Фикет Абдич. Он ни дадаше ваучери, јас се не налози барирани чекови, он изаше, зимаше нафти. Кој е тој? Станко Амстич. После го ожених тука се на Скопјанка. Тука го ожених? Уште тука живи у железарата. Значи тоа се акцепте налози, нели? Абе, иде у Лука Панчево, се прават цистерни, се носат у Тетово, се носат у Нови Пазар, се носат у Гостива, у Чичево, страшно. Се врти пара. Ја правам промоција у Хајат, тоа е страшна работа. И сите имате, значи... Сега да ти кажам за Камбо. Камбо беше лепотан. И
Много жени трчава по него. Ама, дори имаше некои глумици кои вика, hoćeš ga nabaciti. Šta da nabacim ja, evo ga Bog, šta da nabacim ja, pa vi vidite ga ovde sedi, vikam, u jazz klubu, stalno sluša jazz. I jedan dan ja gledam deka najzgodnata ženska, beše studika negde u nekoj studiji u Beograd, dama jedna, gospođa prava, i ja nema tuka. I pitam ja, ko govorite? Vika, sad je otišao, vika, vas, Vlado. ministar, ne, vaš ministar je otišao sa sutkinjom, vika, negde u kupovinu, ne znam šta. Ali ja, pošto znam kaj žive Vlado, a u svih trimu je kancelarijata, kaj to seko jedan nije pominuo me, sve makedonci ste biznismeni doja tamo, i ja znam deka su ne ide. A ta nas ni treba, da ni završi jedna rabota za jedan čovjek. I se ja vikam, te go zajebavam ja, Vlado, i noće mu se javljam u 3 sat, nema ni mobil ni ništa. I vikam, halo tata, jede mi se. I ona od tamo vika, Vlado, ko je ovo, čije ovo dete, šta je ovo? Ma neko se zezao Vlado, vika. Inače ti, Ja vikam, halo tata, ima jogurt, kupi mi čokoladu. I sve ženskata, ko je ovo dete? Ma neko se zezao, vika. Ma da nemaš ti neko unuci, kaže da kriješ od mene. Ma ne, ja pa. Tata, da ima kiselo mleko. I Vlado zabajlje, vika me. Ti da ne se zajebavaš, vika. Ti tek na dobro, vikam. Pa ja, hvala Bogu. dobro, Đero, Vlado Kambovski i Arkan bliski be. Vlado se pojavio na svadbata na Arkan i na Cecaje. Da. Sjeki ti objasnim drugo nešto. Pored toga soba imaše i Darko Ašanin. Darko Ašanin. Da, moj goren prijatelj. I tu ima soba u Haja, znači. Ima. Pa nije, ima me ovako, ima me otvoren račun, nema problem, bi neki si, ima me bar jedan ček ostajano. Ama jedna ta rata za plaćanje ne je platena. I sve, mene šefot na recepcija mi vika, Boban se vika, posle toga kad dojde on, kad bide šef na recepcija i u Aleksandar Palas ovde, Srbinočo. Tako je. I vika Đarovski, jedan račun nije plaćen. Koliko je račun? Kaže, negde oko 18.000 maraka. 18.000 marki. Da, a to je jedan od računica, drugo je sve platano. To se ima pokriće, ama i ja go vikam Stanko, zajedno so Ćorić i so Anđelo, i mu vikam, slušaj Stanko, ja sam menadžer, znaju me što, kako, zašto, Čola je pevač, ajde, Darko Ašanin se zna u Beogradu, ti i tako, a sam otec Kambos, ministar je. U toj moment ne idu advokatot moj, Dragan Desnica, i Desnica mu vika, i mene su opomenuli, kaže, treba se plati ovo. I dođe i Vlado Kambo. I Stanko rekao, nije plaćen, sramota je ovo račun, vika me, taj. I Stanko ovaka vika, će platimo u keš da idemo u Zignuta čela. I u trenutku evo praćam u Paraćinu Ćuprija, da zeme roba je i otide u Tetovu Gostijevo, u Kičevo da je prodade. I on se cisterna ide, proda sve se plaća, sad možemo da idemo. Dakle, imaš li telefon od Vlado? Koji jes? Da. Ne. Da uviknem se mu kažem, alo tata, sve ćemo da platimo da idemo u Zignuta čela. No, Kambovski, ame posle ke mu seme. Posle emisije. I posle toga, ne, vidi kaj je problemot. Problemot je Darko Ašanin treba leži mnogo pare, mnogo godini zatvor, zato što go ima jedno teško ubistvo mafijaško. A nije sme stalno u
Siv 3 se vikаше zgradата tamo. Каже Влада Камбовски. Da, tamo je, Савезно извршно вече. da, Siv 3, така вика. Siv 1, Siv 2, Siv 3. Кој кај има канцеларија? Дарко Ашенин е еден од тие, како вие ги викате, жестоки момци на Белградско. Меѓу 4 у Белград, сигурно. Меѓу 4. 1,000,000%. Значи, тој Аркан, Гишка, Да, Арко Ашанин. И имаше еден лудак кој идеше со бомба стално, покојниот Ранко Рубежич. Ранко Рубежич. Дач Шулц кој вика. да чул филмот по овој, што беше во Америка. Да. А почнав за Арка да ти кажам, еднаш кога ние играме со некои момци од Белград, како се вика, покер у Нови Белград. Автобусите на Руре Турс, кој иде од Италија и од Австрија, у Белград не стоева ноќните на станица автобуска, туку на Сава центар, кој има се симне се симија, кој се сака да се качи од Сава центар до Скопје, односно до Струга идеше. Тука се качува, знаеме време, има мобил телефонот, Маса Роме Рагич, велики поздрав за фамилија, ми дава телефон и ние звониме и он ни кажува, ми сме около Слободскog Брода, овде сме за 15 минута ова, и ја вика има 2 сата време, ќе идеме да се коцкаме. Покер да играме. И ние играме покер. Лупа некој на врата, дум. Ало, кој, отварај полиција! И тој газдата на станот, вика некој нас е истинкарија. И отвара врата, викам, отвори, еби ga. И тие, доаѓаат тие, пола со фантомки, пола ова, вика, сви доле руке, вика, на стол, ништо не дело, оставите пари и будете мирни, и 3 пистолни, ни овако, уперени у нас, оставите пари. Тоа не е полиција, него сакаат, знаат кај играме, да ги земат парите. Да ве оплячкаат. Да ме оплячкаат. И еден од тие им вика на своите, од тие напаѓачите, немојте маторок, вика, за мене, вика, немојте маторок македонца да дирате, знате с ким ќе може да имамо после, вика. Ти македонец можеш да идеш, а ви оставите мало, немојте све да им узимате, самота е, треба да играмо него. Од Влада Камбовски се плашат. Не, од Аркан се плашат. Не знаеш с ким ќе може да имамо после, вика. И мене ме остава, ја за пола сат. Идам и доаѓа Руле Турс, те да ми се бајали овако. Джоро, вела дека кога е се санкциите, кога е ембаргото кон СР Југославија, Да, тука во Гран хотел да, има една средба организирана, Добро. на која веројатно и Камбовски присуствува, да, српското подземје, Да. на кое не е викнат Аркан. да. Нашите служби го викаат Аркан и тогаш е направен договор да работат, да тргуваат, да шверцуваат, но да нема убиства на територија на Македонија. Сега ќе ти кажам јас за убиства. Друго нешто што е слично. И тоа ќе ти го кажам, ама ова исто. Тоа е во тогаш Гран хотел, денес Holiday Inn. Да, Гранд хотел. Тогаш имаше еден грк папас кој имаше канцеларија таму и преку него идеше се тоа. Апостолос Пападополос. И сега ја Госи Искра Турс, не знам дали се сеќаш на него. Да, како не се сеќам. Се сеќаш кај Беко имаше тука канцеларија, Искра Турс беше Мислам дека- врло популарна овакова. Мислам дека едната керка со Жанко Чадо е сопруга, ако не се лажам. Не знам сега како е. И ме вика 3-4 пута, поруки оста таму хотел Македонија и Арапска, кај ќе ја иде, да се видиме, и ја идам у Искра Турс. Вика, како стоиш со Аркан, одлично, викам. Зашто? Сакам, вика, да работам нешто. Што да работиш? Ќе се договориме, вика таму. И ја му звонам, викам, ке гони, треба еден бизнисмен из Скопје, hoće oko posla da radi. Kad si slobodan? I on kaže jedan den za 3, 4, 5 dana, u koliko sati? Od 12 do 1 vikanje. I ja dovedem
Ali u momentu do kancelarija, dok zboram so Željko, jedan ženski glas od kancelarijata na Goce Iska Tuz, koja u isto za kancelarija ko ova, da kažem, golema vika, i ja sad kada oda Belgrad. Se vrtam ja, gledam jedna plava dama korpulentna. A što vi je barate? Pa ja tu kad rabotam, mama, i ja sad kad odem u Belgrad. Znaš za koga se raboti? Ne. Za Stančića Čorovska. Stančić Čorovska. Čorovska. I ti ideš u sam za Belgrad, gotovo. I idem meni u Belgrad. Ja i Stanče, Goce, Kumatana cesta. I ovako, tu i šofer. Željko ne čeka, gdje vika dvojcata sovjetnici, njegovi koji rabotat, nema on se da zbori za biznis, nego si ima svoje ujde. I zborat oni, za nekoja roba se dogovarat, dobro ova, dobro ona. Ja, vikam jeste se dogovorili da. U toj moment dođe jedan dečko uniforma na SDG, na Srpska dobrovoljačka garda, i Stanči i on se gledat kao fatalna privlačnost. Se zaljubuvate? Mene taka mi se pričini to. I vikam, Željko, ko je ovo? To je moje obezbeđenje, vika, zove se Ranko Poletan. Ama gledam deka, pogledajte i otide Ranko, tamo nešto mu dalje, ovo je zadatak, i me pita Željko mene, jer udata šta radi? Nije udata, rekao radi tu u agenciji kod ovoga Goceca što je došlo kod tebe. Jer bi radila u Erdutu, u trening centara Dnevni. Ima free shop tamo. Da je pitam za koju lovu, ono, idi pitaj. I ja prašam Stanče, za koliko pari bi rabotala. Ne može mi kad doma i osam večni ljudi, to. Kao Večanje? Da, od Večanka. Tako i tako, ništa. Stanislava Čučorovska. Da, Stanče. Da, Stanislava Čučorovska. Da. Podosna pagen ili su ona afera? 14. Polikolor za brodovi i tako napad. Ama nema veze, uopšte ne je dokaženo koja je zadnji otkupac. Da, dobro, ja samo kažem deka ne li leži zatvor ženata. Leži zatvor, 14 godini koliko je on, ali i tuka... Je mažita Stanče? Ne, posle ona, žena mi vika, Stanče te tražila iz Beograda 2-3 puta. I ja se javljam, Stanče što je? Ona mi vika na ohridski, stručki, se mržam vika. Kako bi se mrži? Se mržam vika. Ама nema да дојат Чеса и Аркан, бидејќи Аркан има потерница од Хашки трибунал. Ќе направиме венчањето, вика, они ми се кумови, со Ранко у храмот, у Београд, Свети Сава, а свадбата ќе биде на големо, вика, у Дриму Струга, кај моите. И ја викам, дај ми го малку, Željko. Nemoj rekao da ti da se glupiraš, ti da dolaziš na svadbu. Ne, nikako. Nikako, rekao, pošalji ili Perevića ili bilo koga, vikam, koliko ćete dođu, napunit ćemo autobus, vika, i doći autobusom svi, izjutra kafica i gotovo. Ti važno, pobrini se da bude sve najbolje u redu. A ja, ta večer imam emisija uživo so Igor Džambazov, Dnevna soba se vika, učital. I doje jedno momče i evo vika, tu su došli prijatelji iz Beograda, evo da uzmete odjela vika za svadbatu. I ja gledam 2 po 500 marki. Daj mi 500 marki da uzimam ja odjelo i 500 ženata verovatno haljina ili bilo što. Od Arkan? Od Arkan, da uzmete odjelo vika i da napravite dobru atmosferu ako treba. I ja idem kaj Violeta završava me svijeta i vikam tako i tako. Odmah ja 500 marki kaširam u džep i vikam poslao Željko 500 maraka. Ne 1000, nego 500 da kupimo nešto. A ti vikam, pošto ja imam modela, nema problem, šanerice mi dava, uzmi ti sve, nema problem. I ja pa go pitam Željko koliko, kaže napunio sam autobus, svi će biti
i ta registracija, vika, ta i ta firma, Lasta beše, i vika, oni će biti mirni, ne smeju da piju, vika, da preteruju, samo nek se vesele i neka ih ne dira vlast. I ja mu kažem, mi na Pavli ne slobodan. Na Pavli Trajanov koji je podsekretar, direktor na Javna i Slobodan Bogojevski koji je na državna bezbednost. Vikam će dojat, ovdje kad vikam, okolo 40-50 duši od Arkan, vikam, se maži majorod nizni u hodu, nemojte da ih zakačate, posle svadba, čorba i si šiba za Beograd. Zašto se za mene nekova ništo ne napravio nas Arkan, niti nije na nego. I tako iskoči, dojde luđe to, u Struga, ja idem u Struga, posle toga, me dočekala sa tušo i strašno beše, mi dali se nekoj poklon takav opipliv od Željko pozdravi, pesmi počnala, svadba beše neverovatno dobra, sabajle sa čorba, otidome i ja... Ispratite. Da, ja na Pavlemu se evom, vikam seo se, za jedno pola sata sigurno na granice ke vidat. I negdje zakačeše nikoj, ni oni. Posle toga, koga počne ovako to, vojnaca, ja idem u Novi Sad, pošto toga šrabote za utakmice, ima najbolji sportski centar, Veternik se vika tamo. I orce beše predstavnik na Adidas. Da. I Željko organiziraše tamo turniru futbol. I ne vikne jednačka Željko, vika, šta radi ovaj mali što je s tobom? I ja mu kažem, predstavnik je rekao za Adidas ovo ono. I on mi vika mene, Arkan, ovo kaže, nije vaš rat, mi idemo, vika, posle utakmice za sat, dva za Vukovar, ovo nije vaš rat, kaži tome momku za oce kamže, neka donese 2 para dresova, vika, za 2 ekipe, patike ili kopačka, ako ima šta bilo, a orce ima, Adidas imaju Beograd, zemao ti je, i im dade ovako, i on je otidao, nijedan Makedonac ne otide u Vukovar. Nijedan, orce ga spasi zapravo. I imаме уште 15-20 минути. Dobro. Отприлика. Македонија Андора. Македонија Андора, сега ги гледам. Джеро, велат, вие сте го создале Боки 13, а ова нека е влез во целата таа приказна. Македонија Андора треба да биде наместен. Не наместен е 0-0, ова е нерешено дискусија. Треба да биде 0-0. А мене, Лаже Митевски, генералниот секретар на Федерацијата, ми вика, ти имаш една задача, вика, не е проблем за хонорар, ти имаш една задача само да скренеш внимание на Јужна, тогаш немаше Северна, беше мала, на Јужна да скренеш внимание, само вика да не гледаат овие глупости. Јер Македонија да не е тепа Андора, тоа е глупост. Тоа е скандал, да, така. Скандал, поголемо нема. И ја што да направам се, јас имам Руслана, која тој час има концерти низ Македонија, Руслана победницата на Украинката на Евровизија. Уедни чизмици, све кратко, све се гледа. Како се пејачка, не е... Ама не само што е пејачка, но е голема звезда, победник на Евровизија. Не е академик. И атрактивна. Не е академик и доктор на тоа е малку за мене, јас сум идиот. Ја го зимам Боки 13 со нас, со стикли, со сукња и со брусхалтер. Боки 13. Да. И сега идеме ние и цела Јужна у нас гледа, никој не гледа фудбал. Боки како Дженифер Лопес. Ама нормално, нема везе, важно е пажњата на гледачите. Да ја привлечат. Да привлечат пажња, да не гледаат утакмица они. Да, не е ни важно утакмица, пријателство. Таа е наместена више. Ама не знаат они, знаеме ние. И они гледаат, де звилтат, де се радуват, де ова Руслана Пољупци дава, ја пуштаат песмата Режина победничка. Све после тоа идеме на една парти, забавна партија у Маракана.
Odmah je to pozadnje. Odmah, u Marakana, tamo dođe i premijerot, ja go vikam Profesorot, profesor, da, Vlado Bučkovski. to ti go kaže, ali ja Pa ću mu dobro, potvrditi. si ga... Da. Ali Ruslana mi vika mene, ko je? Rekao, pravi ministar, premijer. Dobar vika, dobar, odličan. Ja mu vikam profesore, Ruslana to vika, Ruslana mi vika mene. a mi ta vkusna imala. Kako zastupa, Vlado je golman, to se ga ti. Ili što vika Marlon Brando. Sportista Ili što i vika to. Marlon Brando, mog te privлекува. I ja mu vikam profesore, Đaro mnogo ima obezbeđenja. Da li posle toga se desi nešto, da li je kresna, ne znam, ali važno sigurno nešto ona napravila. beše, Pošto imavме dobri odnosi sa Ukrajina, verovatno nešto si ima slučajno. možda s njima, ne možem da to da, profesor izvinjava, takav beše, možeš i da potvrdiš, zato što istina takav beše. Ima mnogo obezbeđivanja veđana. Đerovski, 10 луѓе ќе разведеш вамо со овие две емисии. Zašto da ne znam? Па еве кажа за Камбовски, Pa zašto, što kambo? пола правен факултет има да го Зашто? има пола правен факултет да го разведиш, не онака шала. Ама to je pomala rabota, nego ova od koja razrešija Vilma, ništa ne je procesuirano. Така? Znači, ovo se pomali работи nego това. И кај нас не е проблем поединци, проблем е у системот. Đerovski sluša на работа, само да те прашам. Кој веќе нели за За Киро Глигоров. за швалера и за Киро ќе те прашам Грекјана, и за швалерација. Ајде. Голем олигарх покоен сега Добро? е на службен пат во Словенија. Добро? Поранешна лото девојка. Добро, де, кажи ми, дајде. Лото девојка која е нели преселена, Десаре, добро, кажи кој стане, која е преселена во Да, удата е се. во Словенија. Удата е жената. Генерален директор не на фармацутска компанија, еве, ајде да го дефинираме. Дали е во Слон, мислам дека е во Слон хотел во Љубљана, Да. му тропа на врата, поздрав вика од Данчо Шутурков. И станува хаос. Кој го следи, кој го прави, дали го прислушкува, дали го прават и така натаму. Не, али тоа е вистина намештајка против Сајче Мукајта. Испаѓа голема афера. Ама тоа е намештајка. Тоа е намештајка. Затоа што Пепита тогаш идеше у Словенија, имаше дечко со кој треба да се взимаат и се вземаа после. Добро, кој му е става она бомба во дворот на Трајче Мукетов? Тоа е 99-та година, ако не се лажам. Велјаата доста Димовска или начело на Министерство за Љубе Гошковски е тогаш подсекретар, мислам, ако не се лажам. Не, он е државни секретар. Заменик државен секретар на Бојан Бојановски му е заменик. На Бојан, да. Во тој момент, нели? Добар кој е? Кадар на Васил Споркус. На ДЕА. Да. Кој му е става бомбата на Мукетов? Остана нерасчистено до ден денес. Па уште ќе остане цел живот не расчистен. Тоа е вечерта пред свадбата на син му Живко Мукетов. Така е. До ден денес ќе остане. Види, неќу за Сајче да зборам, затоа што им се деше трагедија во фамилија, знаеш, Така, да. со внучето. И пуст добар сум со Живков и друго, со Живко, друго, алкалоидите појам за Македонија. Ако некој се кандидира за председател, у први круг би победил и кандидатите има тројца од ВМРО, тројца од СДС и од било кого и од ДУИ, Трајче би победил у први круг уште. Живко Живко. Мукетов. Али него интересира тоа. Политика, ама не сум сигурен. Не, милион после. Не, колку што гледам, јас не сум сигурен. Не би се кандидирал по ние и да му гарантира дека ќе биде претседник со милион гласови не би се кандидирал. Со Киро Глигоров. Киро Каде е Глигоров. конфликтот со Киро Глигоров? Мислам дека е казиното во Гранд Хотел или Во Гранд Хотел. во Холидейн. У Холидейн исто е. Тогаш не е Холидейн, тогаш е уште Гранд. Уговорот на папа с Гркот истекува. Тој го има казиното тогаш, така? Тој го има, да. Истекува и Доне прави генерален на газда на Холидейн. на Холидейн. Односно, Не на Холидейн, на Македонија тури. Македонија тури се тоа. Да. Идеме тамо, ја и Рака Марич или Рака Џокич? Марич. Рака Марич. да го земеме казиното. Значи на свето човекот. Така е. И па ја ги упознавам Рака и Свето. И Иво Лоренчич. Да, Покојни Иво Лоренчич. покори. И сега, колку пари треба да го ступи казиното Папас, ние се договораме
za 365.000 marki. 365.000 marki. 365.000. Znači da го отстапи само. Да го остави, затоа што уговорот му истекува. Да не бира нови луѓе. Мислам дава оглас. И ние, ја му викам на рака, дали преко свете, пошто он му водеше пропагандата од Грција, носеше нели чадори и ова, она, свашта. Тука бе и сладоледи, ако не се лажам. Све, фрижидери, Делта ли беа, видали бе, веќе не се Не е сеќавам. важно. И рака у Солун му прати од својата фирма, рака у Солун живееше у најбогатиот кварт у Панорама, 365.000 на Папас. Му плаќа. Му плати у Ситибанк. И Папас, ја звонам со него, имаше Живко еден свој представник тука, канцелари имаше у тоа на царина, како се викаше, експедиција, и вика, се јави Папас, парите стигнале ова, она. Меѓутоа, Папас не смее да дојде у Македонија, затоа што го оптужуват дека го цинкарат некои трето-четврто разредни играчи, дека шверцува нафта со некои луѓе, бизнисмени. Од Македонија. Македонија, да. Шо не беше лага. Па не било лага, не Не е беше- спорно ништо. не беше Он лага. имаше канцеларии у Гранд Хотел. Така да не беше лага, дека Да, шверцот. шверцуваше, не е спорно. Па преку него голем дел од нафтата одеше и така. Да, натаму. и еден ручек седа ту Александар Палас, у Гранд. И доаѓа полиција, го приведува Папас. И му даваат изгон од Македонија. Изгон од Македонија. Он нормално судски процес се води предистражни, докажува дека он нема ништо. Фирмата која учествувала пари, која давала пари е регуларна и не е фалш, не е ништо. Ама они го казна му даваат само протерување од Македонија. Никаква Персона нон грата, што би се рекло. Па така го носат они од Гранд у друштвото, еве кој седа, сега ќе ти кажам. Папас, ќе рече за малку покој, и е покојни, да, беше главни менеджер и у Дојран, и у Фламинго, сега му ме пред 3 месеца. Он е белградски ѓак, ја учи од Белград. Го знам и фудбалер на Блиски Ираклис од Солун. И за столот седат Папас, Доне, Данчо Чутурков, Свето, Штерио и Зоки од Интеримпекс. Генерален директор беше на Интеримпекс. Зоран Ѓорчевски. И они од тој стол, од таа елита, го взимаат цивили Папас да иде у станица, у Бекова да ја изгледа. Дава он изгледа и они го протеруваат тоа овако. Значи од Бундес екипа. Од Кремот. Бундес, да, Кремот да. на македонската. Меѓутоа, после тоа го пуштаат Папас и ја го гледам, пошто ја имах емисија на Sky радио и рекламирав оваква дом ми плаќаше у роба, ја давав награди, брашно, зејтини, што ја знам, путувања, се. И Павле ми вика, мене бе овој судски нема ништо, вика, нема ништо, тужилата вика, се откажува од гонење, нема криминал човекот направено. Павле Тренов. Да. Па зашто викам го зема? Будалска работа, душманска, вика. Да не шверцува овој нафта, овој да шверцува и така. Конкуренција. Конкуренција. И Павле Тренов ми вика, и слободен, една недела ми викаат, што правиш? Седам, викам, слушам пренос. Дојди у ова, како се вика. Кажи ми бе, Феротурист, кебапчиња, позади Северна. У парк. Да јадеме кебапчиња. Јадеме ние кебапчиња. Ја викам, вие не ме викате за кебапчиња. Што е работата? Показа. Вика, што е работата? И вика,
Ti ideš, vika, u Sofija i preko tvojite vrski, kazino, ja gi imam tamo, Bojan Baronov, prijatelji dosta, i go lociram, nego vika da go dovedeš. Kako bi će dovedem ima? Čovjek, na granice ti je sve sredeno. Vika, na 9 bajer. I ja idem, se sjećam, Mitko već je komandir jedan, ova, ona koja ne gleda da su pa svima ne da glede, kao Bugarijevi ove sve za ovako što daje. Što beše za gostitelča? Da tak. Oni vikati, izvolite, zna koliko je sad. I ja go nosam papas, ručak me ne ide, dojde i padli slobodan, se završi to i done me sjeća mene u Ohrid, kaj letnica. Ti treba da ozemiš kaziното. Ja i raka, pošto nije mu plaća me pari na Папас. papas i Kira Kristina. I vika, ajde, vika, što ne работите, таксиметърът отkucava. Што не почнете со казиното? Така е. И ја и Кире идеме на ова, како се вика, на Табановце, да шверцуваме од Белоград. Ни испратија преко, имаш автобуси и работниците, нашите тие, квор мори идеја со градски сообраќај, у црвените. И рулети, и жетони, и блекџекови, и карти, шпилови, све. Доаѓа и вика, бегајте, вика, само, нашите вика, само да не видат коработ. Од хвор. Да, и ние си носиме све тоа. У работата нешто се кочи. Рака ми вика и Кире мене, што е работата се кочи, да го прашам Копров. Копров му е заменик, нели, на Тор човеке. на Доне. И Копров вика, јас со тоа немам везе, моите се овако, вика, кадровски решенија, тоа само со Доне. И пак Доне у Охрид ми вика, се кочи работата. Од кого се кочи Доне? Доне вика, од мене не е проблем никаков, од Македонија турист, таксиметар од куца. И јас се ја рачунам. Павле Таранов е шеф на јавна. До тебе ли е? Не е до мене. Слободан Богоевски е шеф на државна. До тебе ли е? Не е до мене. Покојни сега Милјовски Јане е финансии кој треба да ни даде дозвола за казиното. Преку Министерство за финансии. Така е. До тебе ли е? Не е до мене. Срчко е министар за внатрешни. До тебе ли е? Не е до мене. Нема везе, човекот се чуди. Зашто вика? Што има везе? А некоја кочи работата. Некоја кочи работата. Изнад Срчко е Бранко. Бранко, викама, немам везе за Наджаро, тоа ќе му направам. Ја вика, тоа нема шанса никаква. Не ме интересира мене. Изнад Бранко е Киро. И мене ми кажуваат луѓе дека некој охриѓани, сега е покојни Славе Копиљак го вика, убиство извршено во Охрид, ми кажуваат дека некоја уцеленец го викале Ристо Кенгур, ке дошол да го земе грант, да... Ристо од Перт. Од село Бапчор, така. Не знам ја. Да. И Покојни. лобист на нас е уцеленец бил. Кило му го дал. Покојни, да, умре. Осе тоа што земал, него земали у Маврово, Бистра И и Епинал у Битола. Значи, тука е некоја голема работа. Киро му го дава. Киро му го дава, исклучиво Киро. Jer ovие луѓе кои ти кажав немаат веза. Значи ти ја правиш конструкцијата, му плаќате 360 И 5000. на Папас Да. и Киро ја блокира работава. Киро ја блокира, ја го сеќам у Трговски. Киро Глигоров. И викам, добро председателе, викам, ја имам таква девиза, добро памтам, зло не заборавам. Али како да му се сетиш на човек кој има толку години, А е председател. а е председател. Али мене ми доаѓа лудачка Ѓорче Петровска идеја и ја му давам на неговиот домашен број, пази, на домашен број, Во куќата на Апостолски. да, на домашниот број 2 одвратни огласа на неговиот број. Првиот оглас е барам
медицински сестри за работа на запад, со и безработно искуство, тоа е лудница. Ја питаат Нада или овие, тие што се таму неговите, дали правите киретажа, абортуси, ова, она, колкаво треба да е детето, треба ли нега, од каде храна, што, како, зашто, кој ќе чува. Лом се прави у куќата. И другиот оглас уште поводатен, менјам стан, не у Тетово. не у Тетово за Скопје, туку Скопје за Тетово. Тетово. Да се јавуваат и едни и други. И го прават партал, колку квадрата е станот, на кој ден кај се наоѓа, кај тете, арабати, Баба Теке. баба тете, така е? Значи тоа го разплаќа. А тоа е ужас, тоа не може спие човекот, не може фамилијата да спие. И Павле Царенов ми вика мене, ова е твое масло. Па моје масло нормално, викам ја. Што има он на некој? Ја имам, и го среќам ја Киро у ова, у Трговски. И викам, добро бе, зашто председателе? Он што лобиста е, викам, ја и Кире и Рака имаме пари у джеб толку, колку што он дал, викам, пари. Кој е тој? Нешто мутаво ми е. Не, вика, он е лобиста. И Киро го менува телефонот. Мора да го Не, менува. Павле вика, ова е твое масло и му го менја телефонот. На Киро Глигора. Ама ја не останувам тука пак. Чекај, викам, уште една беја ќе му направам. И така со Киро. Завршаш или продолжаш? Не, јас ти викам, имам девиза, добро памтам, зло не заборавам. Уште му се светиш на Киро? Не, и доаѓа моето лудачко од Ѓорче Петров, идам кај Ангелковски, покојник, кројачот. На Партизанска. Не, зимам, ја влагам у мал одмор, чорба јадам, и се јавувам, бројот го зимам од него и викам, кабинетот на Глигоров е овде, треба за председателот 2 одела да се сочвиат. Кога може да дојдам? Утре слободни ли сте? Слободни сме. У колку саат? До 11. И иде овој таму и му прави 2 одела. И ја, божем случајно, викам, како бе? Ништо убаво, вика, само као да не знае Киро кој се јавил, вика, важно оделата ги направи. Готово, вика, земаме мерка, све готово. И 2 одела така му дојде на Киро, тие се веројатно платени, ама важно, тоа беше белјата. Отиде Велковски. Со После тоа се јавува аферата, со Лазо Клишевски. не, аферата Киро и Глумицата. неговата глумица, која треба да е за култура. Министер за култура? Катета, Таа е советник за култура. Советник, така е. Катерина... Нема да избориме името, е удата жена и моја пријателка. Да. И овие Банов и... Ѓорѓе Јановски. Не Ѓорѓе, директор, него Банов и... Уште еден, кој беше? Шолјаковски, вади. Александар Шолјаковски. Да, идат и ја снимаат Нада, баба Нада. Интервјуи прават. Интервјуи прават за денес. Денес беше неделник, не Да, те излегот од НИП Нова Излегува Македонија. и Нада се отвара уста, Киро бил заљубен, ова, она, а ја уште бесен на казиното. Го бркало дома и така. Таа е така. Не спиел дома, го Не избркал. спил дома така и ја у Фокус пишал Ѓаро Плац, имав колумна, Да. многу читана, и насловна страна Волкава, не беше тука Николче, знаев дека нема да ја пушти. Жоро беше заменик директор, Жоро Димитровски. Сега заменик министер за локална Така, самоуправа. Жоро пријател. Подоручим со Павле Таранов и Жоро ти е пријател. Па толку мои се. То така доаѓа, Па тоа ние го така. направиме конституција. Во пак е доаѓа тоа. И му сменија телефон, меѓутоа, овие напишаа за Киро и за Катке. Добро. А ја вокал наслов сам, Киро, ако не можеш со она, пробај со нос. И пак ме седеа Киро кај Трговски, кај Скалице, тука. Тука он беше канцеларија. Знаете, тука, што е бе Жаро? И па добро бе председателе, викам ја, еден тон пари изгубив ја, треба овако, ја имам гихт. Да ви се реванширам. Не, викам, ја не останувам дужен, колку година сте. Ѓаровски, пред дојме на Лазо Клишевски. Младенов, пошто си пишал во Фокус. Да, Имаше пред собракејката неколку години, имаше Да. претепување, обид за да. Кој го организира тоа? Молим, Кој го организира тоа? видиш што е, некои викаат Ти го организираш? дека јас сум организирал и Петрит Аме. Логистика даваш ти.
Или не даваш? Не, вака беше. Ја вака му реков на Николце. Дете, мене викам пари не ми требаат, ја ќе ти давам најексклузивни информации, што сакаш викам, нема проблем, ќе биде најчитан фокус, али мене викам нема хонорар да ми даваш, само тоа што треба ќе го објавиш некој интервју за некого, за ова, за она и нема да ги плюкаш тие луѓе кои ја ќе ти ги кажам. Ама он тврдоглаво дете, му викам уместо хонорар ќе ми напишеш текст, не он има како на Тито. Да, за она срипот што беше. Неговата колумна уште ја има, како А да, така беше, Младенов покојни, нели? За Тито уште тоа изгледа негде. Мајковам Божју. Божју, да. И он 20, 15, 30 дена поминуваат Николче текстот, ќе го направам, нема проблем, ќе го направам, нема проблем. Направи го, ќе го направам, нема проблем, направи го, нема проблем. И се јави проблем. Петри вика да му цепам глава. Како бе да му цепаш глава? Па што е вика? Али во исто време Петри се враќа од гостинот и го фаќаат без везе рутинска контрола и го тепаат. Валја бараат, или дрога или нешто било што, и он објавува тоа. Младенов. Да. И Петри збудалува тогаш и вика мене, ќе му еба мајката, ќе му ломим глава, вика. И тогаш го чекаат улаз тамо кај универзална и го тепаат. Го претепуваат. Така. Со Лазо Клишовски си близок. Врската со Лазо Клишевски ми ја направи генерал Јово Капиќ. Јово Капиќ. Да, он се јави и ка Лазо да ми чува Джаровско, каже, тој е наш пријател, каже, проверен човек, да ми чува šta god му треба. И ја идев кај Лазо Велешец у Охридско, да бие. Стално. Вила така што, куќата. Вила, да, куќата така. И ми кажуваше човекот све. Како пукал Жарко Броз на него. Жарко Броз, синот на Тито. Најстариот. Да. Како Љубичич, он го фатил на прислушкување, па му кажал на Тито. И еден ден вика, запалија колата и вика, ја те водам на едно место. Кај ме водиш? И вика, и ме води он према Горица. Ја гледаш ова, вика, Вила Билјана. Гледам. Многу убаво место. Одма до Инекс, до хотелот, на Бошко Ремис. И викам, ала овера ова, кого е нашол ова место? По налог на СЕКА, вика, ја и темпо го најдавме ова за Вила на Тито. Лазо. Вила Билјана. Лазо ми вика мене. Можеш кога сакаш, вика, да дојдеш на кафе, тука само ја ќе те најавам ова она. Ама јас си дојдев кај Лазо. После тоа продолжив и Бевте пријатели, така? многу добри пријатели, многу. И Љубисав Иванов Дзинго беше голем пријател со. Па волот, кога го донесе на отварање у Силекс, Нели го донесе? Телевизор му купуваше, така? све. Кај беше конфликтот Лазо и Киро Глигоров? Лазо Клишевски? Глигоров беше љубоморен и на мртав Лазо. Не и дава државјанство. Државјанство на тетка Сонја не и дава. Не и дава, замисли ти, а по мене, не знам дали сме управо или не, и ти гледачите дали ќе се сложите, најголеми авторитети и најголема власт во оваа држава од постоење, по мене имале Лазо Клишевски и овој и Грујо. И Никола Груевски. По мене. Од Грче Петров е за тоа. Па и Добро Джаровски. Толку луѓе напред звезди. Добро. Со ова детете било од Грче Петров. Кој? Груевски. Да. Толку мерак имаше да глуми, гледаш, тамо беше во Греф или Шприцер, статист, ако не се лажем, или доаѓа тамо. Беше. Што не му помогне на кариера да направи, спасеше Македонија. Немаше ни шарени револуции да праѓаме, немаше ни заробена држава. Не можеше да го изфорсираш. Види, да ти кажам, он имаше мерак да биде глумец. не е тоа важно глумец. Ја не верувам дека е
Кој знае, мене ми е ова чудна работа сега со... Ами видите голи како се нешто прават, кречете не нема врска брат и сестра се. Вие сте си ВМРО. Нема то везе, нема... Вие сте си ВМРО, вие сте си Нема задоени со везе, тоа. Вие да видите инфлагранти нешто дека се прави, нема ја да еден, верувате. еден ден не ми беше добро и лека за пулмо ми беше покојни Ангелко Ѓорчев. Да, таткото на Таткото на Владко Ѓорчев. На Владко Ѓорчев. И дали има бленкопневмонија, дали нешто такво запалење, не е важно. Бронхитис, не знам што. И бившата сопруга е на Чекош на Груевски? Чекајте, сега ти кажам. И у тој момент Ангелко вика, нека дојде, вика една докторка и еден болничар тука. А ја и Ангелко Ѓорчев седиме у соба. Кај него у кабинет, на првиот спрат. Пул му е на први спрат. А? Пул му е на први спрат. На првиот спрат. Тука му е и канцеларијата. Од И десна. на него, и на Шиколе, и на Владко. Од десна страна. Све, Од така. десна страна, така. И доаѓа една убава докторка. Убава докторка и Да, баш убаво. викам, што е во извор за мисли овде, професор, го викам. И она ми вика, Жаровски, ви имате пуно пријателја у Хрватској. Веројатно имам још едну, викам, Сузана Арбутина, првата жена на Никола ова. Груевски, така. А ја колку сум безобразен, и викам ја, јесте ви прислушкивали, викам. Не, она вика, јас сам гледала со балкона шта се дешавало, ја вика не знам. И сега многу добро ме прими. И он вика, има едно светенико, вика, овде ка вика пациент, приод за војање, Джаро нека легне у таа соба, вика. И така она ми беше докторка мене. Ѓорски. Не помина, чекајте, ова е много важно. Ајде. И сега Милица пишуваше за вест. Милица е добра новинарка. Да. Не што е ќерка на Джара, него е добра новинарка. И една особа ми дава мене слика од Грујо и од Боркица. Од Портокала. Не е важно кој е човек. И се мене ми е важно веста да ја објави Милица. Тоа е голема вест. Насlovна страна, загрлени у Портокалас на плажа, Грујо и Сузана Арбудина, и вика, Грујо се жени, вика, нова љубов, Сузана Арбудина. Не помина еден ден, се јавува некој женски глас, вика, овде, вика, кабинетот на Груевски, сака председателот да ве види кога можете до 5 сат, вика. И ја одмah у жутата зграда идам, и Грујо вика седи. Ја викам, сега ме тера у ѓавола за ова слика, он вика седи. Те разбирам, вика, ќерка ти е, сака да ексклузивна вест да биде, ама нешто не ми е јасно. Кој ти ја даде сликата? Све ќе ти кажувам, тоа не ти кажувам. И ден денеска не му кажувам. Чекај, Ѓаровски, со Боркица или со... Со Боркица. Со Боркица? Да. Значи втората... Да. Втората жена. Да. Зашто рече Арбутина, знаеш, за да не... Не, Сузана е прва. Веќе се разведува, значи Така. со Боркица. И он вика, кој ти ја даде, вика, сликата, Фотограф. тоа не ти кажувам. Значи, И не му кажам ни ден денес. Во Портокарас. Уште 2-3 пати ме праша, не му кажам. Мене ми беше важно, Милица да има служива и она, као што имаше. Ѓаровски, уште две прашања. Ајде. Атентат на Тито Петковски, атентат на Саша Мјалков. Не си го кажал тоа, не си го зборил. Имаш обид за атентат на Тито Петковски, тоа е 2006. Сега ќе ти кажам. Ја се коцкам у Метропол. Кој Метропол, Охрид или Белград. Добро. Таму која беше муземич компанија, таму ги чека. Тоа ми беше Белградска база пред да се направат и Хајат и Интерконти. И таму е Љубо Дапчевиќ на внук на Пеко Дапчевиќ, на Божо Дапчевиќ, генералот полициски син, шеф на казиното. И ја вагам, нема проблем. И на Владо Дапчевиќ, кој за Информбиро, го така. суди Тито. Управо тоа, видиш како знаеш цела фамилија. Арсо Јовановиќ и Владо Дапчевиќ. И сега, ја губам многу пари. Зимам кредит, зимам од конобарите пари и ставам на рачун собе, зимам од барот пари, и ставам на рачун собе, и нема више од кого да земам.
mi popušta skupijete, ali ne može 2 mi popušta, jer u 5:30 zatvara diskoteka za narkanik i dojat tije lopovite kockarice i ne smije to ni da popušta. Ki kaže, ako im popuštaš na njegomu popušta, zašto ne nas? U toj moment ne idu jedan žestok momak od Skopje, mnogo žestok momak, na koga ja mu imam pomognato dosta u životu. I on ne može to da mi ga vrati. Ne sam mu ni varao da mi vrati. I vikam, imaš li pari? On znajde ga, ali ne je kockan. U život se nema kockana. I mi vika, ima mama, mi treba, vika, za jedna mnogo važna rabota. Kakva može da je važna rabota, ja gumam, vikam, preko 20.000 mark čoveka. Dođi, vika, sedi, se napij me nešto, koliko pari ti treba, koliko mi daješ. A da otprilike kaži mi, ja vikam, 15-20.000 marki. I on izgleda jedan koverc. Tuka, vika, ima 40.000 marki, vika. Ne možem poviše da ti damo 20, zato što mi treba za važna rabota. Kakva važna rabota, bre? Ajde, ti si mi napravio dobro u životu, ne zaboravim, i ove ne bi te cenele da nesi dobar, i mi dale 20.000. Zašto bi ovaj avans, vika, treba da ubijem Orce Korunovski i Tito Petkovski, ovaj avans, da organiziram ubistvo ja. Ne onda puka da organizira, pošto i u Beogradu ne ovo zna. I mi davamo mene pare. Ja vikam, kako bi ti ideš tamo? Vikam, Orce je tamo, nije sam, isto Hadžibulić i isto Kizo, koji je moj ljubimac dete, koja ja ga vodim u Beograd i koji će ostane 6-7 godina u Beograd, će se upoznati su svi te Beograđani i će žive posle kaj Džej 2-3 godine. Džej Ramadanovski. Da. I ja gi žimam tije pari, nekako se vladam, mu gi dam parite, ali mu vikam, zaboravi na ova rabota. Ajde, vikam, razbiram Orce Korunovski raketiralo. Ama zašto Tito? Vika, zato što Tito vika je najmalku 50% zaslužen što je Gruja toliko popularan. Što je na vlast. Što je na vlast. Ne je napušti pa ova pa ona. I ja vikam, ke se zajebeš, ne, pravo, može to i u zatvor da ide drugo, tamo ste i Kizo i Hadžibulić, ke se umešati i Beograđani i svašta, će biti cirkus, zaboravite to. Ja se vladam mu i dam tije pari i on se vraća i ne se vrši atentat. Ja go navođam ovde Tito i mu kažem na Tito i Tito se čudi i kaže, koji bi možda da bide to, ti treba da znaš, mene ne me interesira. Koji možda ovo narača? Da, mene ne me interesira, ja izvršio to, go sprečiš. Znači na Tito trebalo atentat da bude napravljen Petkovski. U isto vreme i nego i na Korunovski, da. A na Sašo Mjelkov? Sašo Mjelkov koji ide, koga u Crnovac šterio, ko mu uzima špedicija i sve zatvara, ide da u Beograd u toj moment da ga nosi Jevrosimović da zeme. Televizija tada je kupila. Kelma, televizija. Alfa. Da. U toj moment baš fala bomba kaj što žive Jevrosimović. A Saša Mjelkov sam. Pregovarat za Alfa. Pregovara normalno za Alfa. Jevrosimović je čovjek blizok do Orca Kamčev, neli? Isto. Da. Ili na Atletska federacija. Sve može ova država da zvolite samo protiv Orce Kamčev. Ne, ja znam, deka si prijatelj, zato nini prašao. Ne prijatelj, nego poviše od prijatelj. Ja ga smatram nego kao pomalo bratče. Orca Kamčev. Da. Znači, I ovo je nekorektno sudenje što mu pravi. I znači frla bomba na stanot na Jevrosimović. Da. Ili kancelarija, така što je Sašo Mjelkov. Da. Сега. Koji frla Đaro? Koji može da fali? Koji može da fali? Što misliš koji frla? Koji može da fala? Pa ne znam se. Pa znaš kako ne znaš? Bil kad je u emisija. Ne frla, ama organizira. Koji? Pa nekoj.
Jugoslav Petrušić? Ne. Tomo? Ne da Tomo kako Tomo. E pa koji bilo premeno emisije? Političar. Aleksandar Vučić? Ne Vučić, ja za Vučić kad ti kažem nešto. Čekaj, od Makedonije li je? Od Makedonije. Kad ti kažem sve samo za Vučić, ovoga da ne mi otidem ništa za tim, Ajde. I ja gledam turske serije, što Zetot, ja imam najbolji Zet na svet, i sa ženom i gledam je turska serija nekoja. I u toj moment zvoni telefon. Ja go gledam, brojat go znam, ama ne sam go vrtao dugo vreme, 11:30 noći je. Ama se javujem, nema veze, ja se javujem na site broje. I vikam ko je, od 11:30 noći je. Na telefon mi vika čovjek, vikam ko je, od tamo mi vika na makedonski, koji ti je najveren Makedonac prijatelj. Ja vikam imam puno. Što ti znači, mene mi vika Sveto Janeski? Kako što mi znači? Prijatelj golem vikam, mi pomagao, sponsor, svašta, ja nego ona. Evo vika, sedim u Interkontinental, sa nekoj luđe i izbojilo me za tebe. I ja sedam, na žena mi vikam Sveto. I ja u sebe razmišljam, sve u magnovanje, pošto brzo razmišljam. I vikam, ili je nekoj pejač u Interkonti u to doba, ili je nekoj novinar, ili je nekoj fudbaler, ili je nekoj kriminalec. Drug ne može me traži u to vreme u Interkonti. Ili je koskar. I go zima telefonot i vika, dobro večer, Aleksandar Vučić ovdje. I ja mu vikam, gdje si mladi Deljev? On vika, ti si vika glavni Deljev, ti si u bariju nosio trubače, a ja trubači nosim, vistina u bari, koja je zima me titulaca tamo. Znači Aleksandar Vučić sa bara. Da. Što... I vika, kad dođeš Vika u Beograd, da se javiš, ko može da dođe do tebe, napravi belaj, kaže, neka te odvedu 29. novembar, odmah se na mene pozovi i dođeš. Ama ja nego zloupotrebi to, 2-3 puta mu isplati samo razrednici i mu se zahvali i za carina i za sve i nemaš nikakav problem. Zoran Bašanović, аферата, нели, Зоран Заев, телевизијата, нели, N1 и така натаму, Боки 13. Кој е Зоран Башановиќ? Ние постојано зборевме естраден, менаџер. Да, ама, он е менаџер, ама он е... Он е кум на Александар Вучич, нели? Да. На првиот брак. Да. Ама Башановиќ не е калибар од мој калибар на Рака Марич, на Рака Ѓокич, на Гане Пети Коза, на Бане Обрадовиќ. Не е тој калибар. Како доаѓа у Македонија? Како успеа да влезе, нели? И дали стои тој позади целата таа афера со Боки 13, специјално евонителство, Зорце Камчев, не збориме помал брат вие, меѓутоа, тоа е таа афера која го руши специјалното јавно обвинителство. Види да ти кажам. Ти го напри Боки 13? Ја знаев дека мора некој да се измисли човек кој ќе привлече внимание, а има мали трошкови. Ја така се прават пари. Што ќе ти Блумерта со Чоличко, со се Локици, со се Распети, со се Дадо Топич, Монтено и овие, има 70 души екипа. Највише пари, еве јас сите ги прашувам, знаеш со кого сум земал, од 100 пати нема да погодат. Од 200 пати. Нема ни у Македонија да погодат, кој највише има пари земен од музика. Нема да погодат. Не е Калиопи, не е Владко Стефановски, не е Тоше Пројаски. У Југославија не е Чорич, не е Греговиќ, не е Мишо, не е Оливер, не е Цеца, не е Тереза, што знам, не е Риблја Чорва, не е Дадо Топич. Никој не е од овие, пак никој нема да погоди. Добро, кој е? У Југославија највише пари се взимаше, колку години, тие што имаат 30 години ќе се сетат и ќе им присаат на внуците, ако гледаат ова ќе прашаат кој е тој? Бранко Коткица. А у Македонија највише пари, знаеш кој взимаш од музика? Кој? Дарко Мјалковски, супер звезда. Кој нема да даде за внуци 1000-1500 марки, евра за песма?
To se ugasi super zvijezda. За Боки не бегај сега, значи Боки Не те бегам, внесе, не, не. горуши специјално од јавно обвинителство. Ти стоиш позади тој или не стоиш? Ne, Не, кој стои? Ja- Некој го измислува Боки 13, ne, ja go, vidiš što je. некој го искористува, му Они дава можат- телевизија, Томато продукција му дава и така. Da mu dava kamere, mu dava prostor, sve mu dava. Станува близок до Катица Јанева и го руши специјалното јавно обвинителство. Сите знаат кој е Боки, мислам, меѓутоа. Ne zna to niš ko je Boki. Boki je mnogo inteligentan, i lukavo inteligentan i prljavo inteligentan. On mene mi vika, napravi mi jedan koncert u Ohrid, na Biljanin izvori. I ja vikam, Boki, ne možeš već ti sam, to je, a prepun Ohrid. Toga ću ide on i u ona dnevna soba, kako se kaže, šou to Да. na Pink. Задруга или како се Da, нарекува da, тие da, реални da. шоуа? Da, бе, da, како da, на- realni show. Не знам дали беше Задруга или кој беше. Некој од тие, Big Nešto, Brother. ili dnevna soba, nešto bi, некој nije тие, važno. Big Brother варијанта. Eto, takav beše, veliki brat. Така беше. Eto, takav beše. I ja vikam, ti ne možeš sam da napuniš, ovdje treba ovako. Prvi moj uslov je, vikam, da ti prodaš karti, tamo kaj god je Ardarot, kaj je to težnice, kaj Spotlight, zimnica i kaj ova i kaj letnica. I druga rabota, da te spusti me što helikopterno ovako. Ama kad si bideš oblečen normalno u suknja, Bruce Halter, sve. Дженифер Лопес. Da, i dođa, djeca se slika, smo nego proda karti, dobro je. Ama ja vikam, malko je ovo, mora me gosti da vikne me, ne je to. Boško Remis, veliki pozdrav, mi dava ovako smještaj u Gorica, sve se pije, sve se jade, karti ide dobro, ali ja vikam, Boki, mora me da vikne me nekoj gosti. Vika, koji? Ja vikam, ti gledaš na svoj program, to je moj problem kogo. U toj moment na televizija, jedna nacionalna, se dava hrvatska serija Ljubav u Zaleđu. Kaj su igra manekeni poznati ova ona i gleda na mnogo serija, štite gi zna svoje, ja gi vikam list, dođa i ja pak mu vikam, Boki, ovaj malku. Kako malku? Kogo će drug ke dovedeš? Ja vikam i Flamingosi. Gi dovedem i Flamingosi. Маринко Мачгалј покојни. Sve. И Puno, prepuno. Огњан Амичич. Tako. Prepuno sve. Фул. Full. Kako nema da je full? Ama ja vikam, pak mi fali nešto. Što ti fali? Кој ја донесе? Катица Јанева или ја донесе? Кога донесе? Ne, ja vikam mi fali. Što ti fali? Moraš, vikam, ti kao najgorima zvezda makedonska, da se spustiš sa helikopter na Biljanin izvori. A Ohrid, Galičica, fatilo požar i užas. Да, тош имаше пожари големи. Golemi požari. I сега ja gledam, jedan od prvite luđe i prvi od čovjek, ne je važno, na policija, sjedat u letnica. Dobar den, Đalo, dobar den, što treba? Mi treba, vikam, helikopter, da go helikopter odvlaš na Mavar, da go spusti, Boki Tinaška, na ovako, ima koncert. Abi nije problem nikako, ama glede vika, gori, Galičica vika, požari, te ni treba možda za nešto. Ama късмето ti je, aterot ti je golem i mu se javi, znam, samo se sjećam, samo ovaka reče, da mu se kaže na Razmo, valjda Razmovski, ne znam što je general ili što je, helikopterot da bide u toliko sat na stadion Biljanin izvori. Bum, bam, bum, vi nije go spusti mnogo. U toj moment trebaše toj ministar da go razrešat, od ovako mene da mi turat listići, Bog da go piknat u nekoja soba, da mu jebat majka. Beše rasprodato sve, koncert, ne vre, i сега, ja, za mene može sve da zborat, što saka, da ako treba da mi jebat majka, da treba zbog svih raboči. Prvo, što mojite diskoteki, estrada i tekio,
Ја децата млади уместо у 9 и 10 излагаа у 1 у 2. Второ, сите скандираа Зинго П, а ја ги правил глупостите фудбалски. И трето, треба да ми дадат 1-2 години затвор, без право на посета, без право на штампа, на телевизија гледање, на транзистор, на телефон, без шетња, или пола шетња, оти го измисли и го протежира во Китенешка. На овој муабет присуствува и Вујовиќ, овој е тренерот ракометни. Веселин. Веселин Вујовиќ. И вика, мало е 2 година, треба ти дaju минимум 4. Зашто? Па затоа што он, кад иде во емисијама, каже да представља Македонија. А не Боки 13. Да. Ѓоровски, ти ги врзош Боки 13 орце? Учествуваш во рушење на САЈО или страв ти да кажеш? Не, што ми е? Да не ти страв да кажеш? Немам ја за што да се плашам, јас сум... Они треба сега бираат саветници. Ја треба сум скриен саветник на секоја влада. Во Македонија? Па, ако сум бил во Југославија, зашто да не бидам во Македонија? Тука некаде е крајот на интервјуто. Тука некаде е крајот на емисијата. Утре не чека работа, понеделник, се надам дека ви се допадне емисијата. Ново дружење четврток од 22 часот. Во четврток нема да биде Тома Аврамски, меѓутоа ние се подготвуваме за 5-то продолжење, бидејќи тоа вие го барате на интервјуто со Тома Аврамски. Се надам дека некаде до великденските празници ќе можеме тоа да го реализираме, да не биде сега 5 интервјуа сместени или спокоени во некој временски рок од 2 месеци. Ако ви се допадна оваа емисија, ново дружење четврток од 22 часот, до тогаш пријатно вечер Македонија, каде и да си.